Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. На денешното мени имаме ролат од месото од кременадла, од карето. Гледајте не за тоа што веднаш ќе почнам со цело задоволство да го спремам. Што денеска да сготвиме? Кременадла ќе ја искомбинирам со мелено месо и ќе направам одличен ролат. Кременадла мора да има маснотија од озгора, затоа што карето е, да не кажам суво месо, меѓутоа нема многу маснотија, има многу протеин исто како бонфилето, меѓутоа маснотијата на кременадлата од озгора при печење ќе се растопи и ќе му даде многу добра и убава сочност на карето, тоест на месото од кременадлата. Затоа денеска многу внимателно ќе го обработам, ќе го искомбинирам со мелено месо, кое во Гурман мес Атанасовски, во аеродром кај пазарчето можете секогаш да го најдете, да биде свеже убаво, а кременадлите ќе ги направат токму онака вие како што сакате, со сланина или без сланина. Јас ви кажав, секогаш бирам кременадла со сланина или најчесто од горниот дел на кременадлата која е блиску до вратот, затоа што е шарена, затоа што има и маснотија, а има и многу протеин. Веднаш почнувам, драги мои. Карето е второ месо по квалитет кај свињата, затоа што нема многу маснотија, него има многу мускулни влакна. Маснотијата е секогаш од озгора на кременадлата и овој пат оставив малку маснотија и ќе ја исечам кременадлата, ќе ја раширам, добро ќе ја исчукам, а ќе видите понатаму што ќе правам. Ќе направам пире од цвекло со вкус на лук, ќе направам сотирана тиквичка на коцки, еден убав и вкусен доматен сос со вкус на лук, салата со зимски овошја и зеленчуци. Многу интересно, многу едноставно, затоа гледајте што правам денеска за вас. Прво, ќе почнеме од месото. Ќе го засечам. Вака, до крај, потоа ќе го исечам и од оваа страна. Многу едноставно. Ќе го отворам комплетно, ќе го засечам вака малце кај што има подебели делови и ќе земам дебела најлонска фолија. Како додаток на сето ова, ќе направам и обичен класичен бел ориз, кој ќе биде само со кромит и со сол. Месото ќе го ставиме, од озгора ќе додадеме уште едно парче фолија и со чеканче полека убаво ќе го расшириме. Откако ќе го истолчиме месото и ќе го расшириме, во меленото месо ќе додадам кромит, лук и ситно сецкани чварки за да ја надополниме маснотијата што всушност му фали на ова парче месо. Месото, пред да почнете да го обработувате, најмалце половина час извадете го од фрижидер, за да пушти протеинот. Кога е стегнат, е многу тешко да се исчука добро. И не брзајте, 10 минути ќе треба добро, полека, да го исчукате за да се расшири и за да се изедначи. Еве го карето, е комплетно истенчено. Сега, во еден сат ќе додадеме мелено месо. Ќе исецкаме кромит. Извадам само ракавиците. Кромидот ќе го исечкаме на ситни коцки. И ќе го додадеме во месото. Еве го кромичето, убаво го исецкав и ќе го додадам
во месото. Лукчето ситно ќе го исецкам и потребно е многу малку да го даде само шмекот. Не треба да преовладува лукот. Лукот е само допуна на целиот овој материјал. Сега, чварки. Најдобрите чварки во градот ги има во Гурман мес Атанасовски во населба Аеродром. Нема да сгрешите ако купите, може да ги начекате и топли. Тоа е незаборавно искуство, верувајте. Чварките ќе ги сецкам многу ситно. Ајде сега само да зачиниме со сол. Бел бибер. И ќе ги ставиме и ситно исецканите чварки и сето ова. Убаво ќе го измешам, а потоа ќе го направам како ролат и ќе го ставам врз истенченото каре и добро ќе го завиткам, па ќе го врзам со коноп. Додајте малце сол на месото и меленото месо. Направете од меленото месо ролат. Вака. И сега. Сега ќе пробаме со помош на фолијата да го завиткаме. Убаво стиснете го. Тоа е тоа што ми требаше. И сега ставете го во средината. Затворете го вака и стегнете го. Тоа е тоа што ми требаше. Сега ќе ја извадиме нейлонската фолија, за тоа време ќе вклучам тавчето убаво да се загрее, а јас ќе го врзам со коноп. На ова парче месо не му е потребно многу долга термичка обработка, затоа што, како што кажав претходно, нема многу маснотија, има многу мускулни влакна, а секое месо кое има многу мускулни влакна, а нема многу маснотија, не се обработува долго термички. Месото е убаво врзано, маста си се стопи и сега нежно ќе ставиме да се испржи од сите страни, а потоа го ставам во тавче и во загреана рерна на 200 степени не повеќе од 20 минути. За тоа време ќе го исецкам цвеклото и ќе го ставам да се вари заедно со црвено вино. Секогаш ставајте ракавици кога работите со цвекло, затоа што пушта многу боја, после тешко излегува, не може убаво да се измие. Цвеклото е многу цврсто и секогаш мора да внимавате кога го сечете, нормално за да не се исечете. Ете така. Сега ќе го исечам на коцки и ќе го ставам во солена вода да се свари, да омекне до тој степен што ќе можеме делумно да го испасираме.
Погледнете ја бојата на месото, уште сега изгледа совршено. Така, цвеклото е готово. Го додаваме црвеното вино и оставаме полека да си крчка се додека добро не се свари. Шубаво. Сега ќе го земеме парчето месо, ќе го ставиме во огноотпорно тавче и одозгора ќе ја додадеме маснотијата. Оставаме да се пече 20 на минути, затоа што, повторно ќе кажам, ова е каре кој не бара долга термичка обработка. Ете така. Сега, следна работа. Кромидот ќе го исецкам многу ситно и ќе го ставам во вода што врие. Потоа ќе го додадам оризот. Многу ситно треба да биде исецкан кромидот. Обично оризот не го прават со кромид кога е така сварен и бел, меѓутоа кромидот дава една посебна димензија и му дава еден дополнителен вкус на оризот и го прави да биде многу повкусен. Одлично, сосема доволно. Ќе го додадеме во водата. Ќе додадеме малце сол. И штом зоврие, ќе го додадеме натре и оризот. А за тоа време, во друго тавче на оган, ќе додадам пелати од конзерва. Ќе ги оставам на тивко да си крчкаат, а ќе додадам едно чешне лук. Тоа ќе биде сосот за ова прекрасно јадење. Еве го лукчето. Ќе додадеме малце сол и секако малце бибер. Ќе го оставиме на среден оган. Не смее да биде многу густо, него треба да биде идеално за кога ќе го ставиме одозгора или одоздола во чинијата, да може некој слободно да си мацне и бескрајно да ужива во неговиот вкус. Ајде сега оризот ќе го ставам во водата со кромидот и ќе го оставам убаво да се свари, а потоа ќе го исцедам. За тоа време во тавче на оган ќе додадам малце путер и една тиквичка. Ќе ја исечам на мали коцки и ќе ја ставам на путерот да се пропржи, ќе зачинам со сол и ќе додадам малце лукче. Тиквичката не треба да биде многу термички обработувана, затоа што ќе омекне и нема да биде многу вкусна. Еве го путерот убаво пени, сега ќе ја ставам тиквичката, ќе ја испржам малце, ќе ја сотирам и ќе ја трнам веднаш на страна. Лукчето ќе го исецкам, така, и ќе го додадам и него, меѓутоа не веднаш. Ќе оставам прво малце да добие боја, да прими од путерот и малку да се запржи. Сосот убаво си крчка, цвеклото си се вари, оризот е баш онака како што треба, а месото од тука го гледам, идеално изгледа, бојата е одлична. Сега кисецка малце Макдонос. Одлично. Да видам до кај ми е цвеклото.
Одлично и тоа си се вари. Сега ќе го додадам лукчето и макдоносот. Уште кратко ќе пропржам и ќе го тргнам од оган. Одлично изгледа. Сосот е готов, оризот е готов, тиквичките се готови, месото е готово, уште пирето од цвекло. Ќе го ставам во длабок сад. Ето така. Јас ќе си ставам и кецела. Одлично. Пирето многу убаво испадна, сега во него ќе додадеме лукче и малце ситно сецкан макдонос. И готови сме за сервис. Цвекло варено со црвено вино, лукче и макдонос. Идеална комбинација, верувајте. Одлично. Ќе измешам. Ајде се мефце во шубо. Сега ќе сечам едно убаво парче од средината и ќе го сервирам. Еден на пола, па уште вака, одлично. Внимавајте на конопот, секогаш мораме да го извадиме пред сервис. О, погледнете, драги мои, шубаво изгледа. За мерак. Додадеме прво доматниот сос. Тука ќе го додадеме парчето месо. Ќе додадеме од тиквицата. Од оризот со кромит, на крај ќе додадеме од пирето со цвекло. Епа, драги мои, нека ни е на здравје. Ролат од каре или од месото од кременадлата. Идеално, брзо и многу вкусно. Затоа, направете го за вас и за вашите најдраги и вистински уживајте во неговиот вкус. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова шоу, а вие секако гледајте 4 сезони за тоа што овде со задоволство готвам за вас. Големо благодарам до Гурман Мес Атанасовски од населба Аеродром, кој се грижи за нас секогаш да имаме свежо и квалитетно месо. И секако благодарам до моите пријатели од специјалистичкиот центар за физикална медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова во населба Лисиче. Имајте пријатна вечер.